Ви благодарам преди се што не удостоивте после 30 минути Представникот на владата. закажаното Нека положение од заврши темата. први. Не беше во салата, господине председавач. Значи, зборуваме за новото продолжение на репертоарот на кризни состојби, но се уште на истата тема како и пред 5 години, а тоа е темата блескаме. Овој пат блескаме само без струја. И додека си играме енергетика, прогласуваме кризна состојба по кризна состојба. Во реалност се работи за кризна состојба на владата на Република Македонија. А причината за истата е трите мани на извршната власт во оваа држава, само 3, не повеќе, и треба да бидеме реални по тоа прашање. Оваа влада е неспособна по прашање на преговарање, по прашање на планирање и по прашање на извршување, односно екзекуција на прашањата за кои што таа треба и да одговара. Тенденцијата е сепак да имаме кризна по кризна состојба, да занемариме во реториката која што ќе биде на ивица на експертска, нормално, бидејќи се работи за политички структури кои што имаат и своји експертски тела, а не да приближиме кон реалноста што тоа ќе се случува со граѓаните во периодот кој што следи. Како тоа ќе изгледа улица Македонија, како ќе изгледаат нашите домови, како ќе се грижиме за нашите деца, како ќе се грижиме за лицата кои што имаат потреба од електрична енергија поради помагалата кои што ги користат во домаќинствата, сето тоа ќе го занемариме. Тенденцијата на кризните состојби во оваа држава се покажа преку неколку извештаи. Извештајот, конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на тема доделување на договори за јавни набавки од страна на институциите во јавниот сектор со цел заштита и превенција од пандемија, предизвикана од коронавирусот, COVID-19, и тој извештај убаво опишува зошто беше прогласена и како беше искористена кризната состојба, какви беа тие договори во 4 очи, колкав е степенот на транспарентност и така натаму, а подоцна ќе поменаме и детално ни сите извештаи кои што се за кризни состојби, извештаи за тендерски постапки во истите во претходниве 3 години. Би сакала на почетокот да се осврнеме кон едно прашање. Што е тоа клептократска власт и зошто луѓето ја мразат? Клептократија е неформален термин за еден вид на влада која напредува со постојано ограбување на државната каса. Клептократија, позната како и клептархија, во суштина е термин кој што се користи за да се опише форма на владење која е толку корумпирана и неспособна што нема апсолутно никаква транспарентност, што може да се види од овие извештаи. Самиот термин е изведен од два грчки збора, клепте, што значи крадец, и крато, што значи владење, кои кога ќе се спојат буквално значат владење на кратци. Иако е пејоративен и неформален термин, тој детално означува владин механизам каде што обичните луѓе се оптоварени со тешки даноци и специјални трошоци, за да можат владетелите и нивните другари да соберат огромни суми на пари. Благодарам, министар. На нивните лични сметки. Таквото владење обично се карактеризира, вели, со голема проневера на средства од државната каса на една нација. Токму она што го гледаме во кризните состојби во оваа држава. Подемот на клептократскиот режим во една држава или нација значи дека голем дел од владините средства се превртуваат во рацете на неколкумина корумпирани функционери без внимание на развојот на државата и нејзиниот народ. Обично ситуацијата на клептократија се јавува кога владата е особено од авторитарна природа. Авторитарна влада е она која типично се карактеризира со апсолутно и несомнена послушност кон владеачката власт. Начело на таквиот режим стои поединец кој не е избран од народот, многу слично како кај нас, туку често употребува брутални средства за да ја контролира државата, така што луѓето се подчинуваат на неговото владење повеќе од страв отколку од почит. Авторитарните режими се широко поделени на 3 вида, односно монархии, во која владетелот се одредува според неговото раѓање во одреден клан или династија, олигархија, во која група од неколкумина моќни и богати луѓе контролираат цела нација, и диктатура, во која едно лице насилно ја презема земјата, во повеќето случаи често користи нефер и неетички средства за да доминира со масите. Ова создава владеачка класа која потоа може слободно да пристапи и злоупотребува владени средства според својата лична волја. Баш
она што го гледаме во сите кризни состојби во оваа држава. Бидејќи оваа владеачка класа ја поседува целата моќ, злоупотребата на средствата почесто отколку не поминува неоткриено и незабележано. Значи, и покрај тоа што граѓаните плаќаат високи даноци и специјални трошоци, кои треба да се искористат за развој на државата, тоа ретко го прават корумпираните владини органи. Некои економисти сметаат дека клептократијата исто така има тенденција да се вкоренува во земји каде што обично луѓето имаат малку пари. Неправилностите, како што се мито и перење пари, се случуваат во голем обим во таквите држави, бидејќи владината сила која има моќ да дозволи или да не дозволува луѓето да преземаат одредени важни проекти, многу добро знаат дека граѓаните се способни да платат големи суми на пари за тие да си ја завршат работата. Клептократите действуваат, а потоа се пробиваат низ сите нивоа на општеството, политичкиот систем на една нација, така што тие имаат тенденција да станат нејзин дел и нејзина парцела. Згора на тоа, обичните маси на таквите земји имаат тенденција постепено да се навикнуваат на таков неморален систем, да стануваат летаргични или да се иселуваат од таа држава. Со текот на времето се чини дека никој не наоѓа ништо лошо во таков систем, дури ако треба да се искустат огромен број потешкоти. Не знам, колеги пратеници, дали ви звучи познато. Карактеристики на клептократска влада. Доколку го цитираме лордот Актон, моќта има тенденција да корумпира, а апсолутната моќ корумпира апсолутно. Ова навистина е многу соодветно во случај кога клептократскиот режим, каде што оние кои имаат власта сметаат дека едно од нивните основни права е да ја ограбат државната каса и да ги пренасочат сите пари со цел да го збогатат својот личен живот. Некои од типични истакнати карактеристики на клептократските влади се како што следува. Клептократите се скоро секогаш поврзани со корумпирани авторитарни режими. Личните трансакции кои ги вршат луѓето од власта поминуваат незабележано, бидејќи нема кој да се сомнева во проневера на државните средства. Државната каса често се третира како лична сметка на клептократи. Мене треба да ме слуша министерот. Ќе го почекам. Додека министерот не слуша, нема да продолжам. Во ред треба министерот да слуша. Веднаш том ќе слуша министерот. Благодарам, министер. Доколку приметите некое некоректно однесување, би требало да ги опоменете пратениците. Една од најчесто забележаните карактеристики на клептократското правило е дека ограбените јавни средства тајно се пренесуваат на тајни лични банкарски сметки во други земји. Се смета дека ова е најлесниот начин за акумулирање на нелегални пари поради фактот што законодавството на други земји може да дозволи матишната земја да пристапи до информации за монетарните резерви во нивните банки. Речиси по дефиниција, клептократијата се однесува на слаби државни состојби. Во такви држави владетелите честопати мора да се соочат со другите луѓе кои требале да бидат ограничени, елиминирани или смирени. Во многу случаи на овие силни луѓе, под наводници, им се дава право да користат дел од државната каса и одредени овластувања за своји лични придобивки. Корупцијата и малверзациите потоа стануваат распространети на сите нивоа, од врвот до дното. Клептократијата се карактеризира со грабеж и незаконско тргување со природните ресурси на нацијата, како што и земјата. Благодарам, министер. Почесто отколку не, луѓето се раселени од своите домови за да може клептократите во организацијата на оваа држава, председавач, пратениците се над извршната власт и би требало така да се однесуваат. Почесто отколку не, луѓето се раселени од своите домови за да може клептократите да ја продаваат земјата што ја окупирале со поголеми профити. Така заработените пари одат во џебовите на самиот клептократ.
Накратко, клептократијата значи системски грабеж на парите и ресурсите на една нација. Највидливите детерминанти за присуство на клептократија во одредена нација лежи во економската поделеност помеѓу политичките власти и обичните луѓе. И во тој смисол, морска храна за 20.000 евра и поскапена струја. Може лесно да се види сиромаштија и тешкоти што ги трпат повеќето луѓе во однос на раскошниот начин на живот на владата. Познато е дека клептократијата постои низ целиот свет во различни дози. Сепак се знае дека некои земји имаат апсолутна клептократија. Може би еден од најчесто цитираните примери за дрска клептократија е оној во Заир. Познато е дека Мобуту, претседателот на Република Конго, од 1965 до 1997 година доведува до системско пренасочување на државните фондови и минерални ресурси на негови лични придобивки. Исто така познато е дека тој наводно секоја година префрлал $100 милиони на неговите лични банкарски сметки во Швајцарија и други европски земји. Изборите кажуваат дека непосредните подредени на истиот исто така ја ограбувале нацијата во голема мера. Нешто слично на она кај нас. Следниот пример што може да се наведе во тој поглед е оној на Сиера Леоне или пак Франсуа Дувалие. Треба да се забележи дека иако широко распространетата корупција и минималниот развој се двете најочигледни детерминанти на клептократскиот режим, се чини дека има и голем број на исклучоци. Не може целосно да се негира присуството на клептократи во општествено-политичкиот систем на една нација која направила технолошки или пак инфраструктурен напредок. Земете ја Малезија, например. И покрај тоа што распространетоста на корупцијата во социополитичката машинерија на Малезија е познат факт, не може да се негира огромниот технолошки и економски напредок што земјата го постигнала. Тоа, за жал, не е случај кај нас. Затоа, без оглед на фактот дека клептократијата е инхерентен дел од светското политичко сценарио, без разлика дали одредена влада може да се нарече клептократска или не, по природа или не, зависи од износот на државните средства што се користат за јавни придобивки. Државните средства за јавни придобивки кои што требаше да се користат за планирање на енергетската криза, исто како и она ковид здравствена криза, која што претпоставувам дека владата очекуваше од Кина пешки да тргне на кај Македонија, па се случи малку порано. Машинеријата не беше вклучена и не планиравте дека ќе има ваква криза. И заради тоа немавте ни екзекуција по дадените прашања. И сега ќе кажете, како што и кажавте во вашето примерно изјаснување, дека ова било последица на руско-украинскиот спор. Не баре се е последица на руско-украинскиот спор за сите држави во светот, вклучувајќи и нас, ама кај нас малку повеќе отколку кај нив. Или пак, според статистиката, најмногу во Македонија, Косово и Албанија, поради тоа што Босна и Херцеговина и Бугарија поинаку се справуваат со прашањата, па дури имаат извоз на електрична енергија. И понатаму ќе зборуваме за падот во производството на електричната енергија во Македонија во последните 10 или 15 години, колешке. И да, имало пад во производството, но не пад како што гледаме од 15% во последните 3 години. На крајот на денот, во владењето на некои други структури, се отворил Козјак, Света Петка и ветерниците во Богданци. Во прва фаза, нели? Вкупниот придонес за државата бил 200 мегават часови. И сега ние од ден во ден ќе префрламе средства на ЕСМ 100 милиони, на БСИМИ 50 милиони, 35 вкупно реков. Доколку ме слушавте, министер, наместо да зборувате на телефон, може би ќе ме чуевте подобро. ЕСМ 100 милиони и од ден за ден 50 милиони префрлање на средства наместо да имаме лично производство. До кога ќе купуваме електрична енергија и со кои средства. И сега велиме дека со тие средства од ден за ден ќе ги задоволуваме потребите, а бидејќи ги немаме средствата, ќе треба да се позајмуваме. А она што се позајмуваме, ќе треба да го плаќаат граѓаните. Во меѓувреме ќе дојде зимскиот период. И граѓаните ќе шетаат по улица Македонија во која што дуќанџиите и рестораните и кафулињата ќе имаат затворено. Не заради тоа што нема електрична енергија од граѓанските пари по огромни суми, туку поради тоа што самите собственици нема да може да го издржат притисокот. И како што инфлацијата, според вториот вице-премиер, е психолошка состојба на народот, наметната од хистеријата на опозицијата,
така и недостатокот на електрична енергија можеби ќе се сведе на психолошка состојба, додека уличните светла ќе бидат затемнети, а сите ќе бидат во агонија за купување на она што им треба за преживејување, па ќе се прашуваме и топлотната сезона како ќе ја мине. Дополнително, министер, спомнувавте дека менаџирањето било интегрирано менаџирање со државите во регионот. Благодарам, министер. Но во никој момент не чувме што тоа се преговарало, договарало со Борисов, Петков или Вучич. По окуларите на ова собрание често пати се слуша, кога некој во паника ќе изговори што ќе станува во наредниот период, дека некој друг ќе ни помогне. Независна и суверена не бива ако некој друг ни помага. Независен и суверен си, за да бидеш независен и суверен сам да одговараш за своите прашања. Нема веќе 30 години ниту одговорност во Белград, ниту ќе има во Софија, ниту Брисел сака да одговара за нас. Нема кој да ни нареди, кој да не подреди, кој да не организира. Тоа треба да го прави извршната власт, а не по истите прашања да се снаоѓа 5 до 12 со огромни суми кои што не се нивни, туку се од граѓаните, додека се јаде октоподи и други морски плодови во владата. Дека всушност сите овие постапки се со една единствена цел во клептократскиот режим на оваа држава, а тоа е кризна состојба во насока на тендери во 4 очи, за кои што ќе имаме намалена транспарентност според извештаите кои што ги читаме. Знаеме и ние, знае и народот. Не е ништо ново, ниту пак нешто ќе кажам кое што вие не го знаете. Можеби ќе бидеме доволно учтиви некогаш да ја кажеме вистината. Ревизија вели вака од 13.7.2021 година. Спроведените постапки со преговарање без објавување на оглас кај 88% од реализираните јавни набавки во време на пандемијата. Знаете, последните 2 недели упорно се обидувам да направам некоја статистика на тоа како тендерските постапки биле спроведувани во владата за време на кризната состојба, за време на ковид кризна состојба и од кои министерства биле тендерските постапки. Транспарентноста е нула. Не може да се најде таков податок, па еве ги повикуваме медиумите да пробаат да најдат таков податок. Ревизорите утврдиле недоволно уредна законска регулатива за видот на набавките во време на вонредна или кризна состојба. Отсуството на јасно дефинирање на карактеристиките, председавачке, ве молам, дали може да не зборуваме во исто време со министерот? Шtovана колешке, значи ве замолувам да не дисциплинирате вие нас на комисија овде. Овде се почитува редот и ќе се почитува редот во собранието. Продолжете се со вашата дискусија. Нека не ви бидат очите директно во министерот и кон пратениците. Јас му се обраќам на министерот, председавач. Ви благодарам, продолжете со дискусија. Ви благодарам јас вам. Јас му се обраќам на министерот и затоа сум дојдена. Ревизорите утврдиле недоволно уредна законска регулатива за видот на набавките во време на вонредна или кризна состојба. Отсуство на јавно дефинирање на карактеристиките за заштитна опрема и прецизни критериуми за утврдување на итноста на определена набавка, како и неспроведени групни набавки и ограничување на максималната поединечна цена на набавките. Ваквите состојби придонале да се остварат значителни разлики во постигнатите цени за исти или слични стоки кај институциите и постои потреба за подобрување на транспарентноста, отчетноста и законитоста во планирањето, спроведување и реализација на постапките за јавни набавки за превенција и заштита од ковид кризата. Ова се случува во кризни состојби во нашата држава. Државниот завод за ревизија вели изврши ревизија на усогласеност на тема доделување на договори за јавни набавки од страна на институциите во јавниот сектор со цел заштита и превенција од пандемија предизвикана од коронавирусот COVID-19 за периодот 1.3.2020 до 1.10.2020 година. Со ревизијата се опфатени 19 институции од различни дејности и региони во Република Македонија, кои во овој период доделиле материјално значајни договори за јавни набавки во насока на превенција и заштита од COVID-19, а дел од нив биле директно инволвирани во справување со пандемијата. Податоците за висина на доделените договори за јавни набавки се преземени од СЈН и веб страната на coronavirus.gov.mk, која представува алатка за финансиска транспарентност на владата. Во периодот 1.3.20, 1.10.20 година доделени се договори за јавни набавки во износ од 416,6 милиони денари.
Предмет на ревизијата се склучени договори за јавни набавки во износ од 335,4 милиони денари, што представува 80,5% од вкупно доделените договори за јавни набавки во периодот кој е предмет на ревизија. Со извршената ревизија, ревизорите утврдиле дека 88% од реализираните јавни набавки се спроведени со користење на постапка со преговарање без објавување на оглас. Во отсуство на прецизно дефинирање на критериуми за итноста на набавките и видот на стоки, услуги и работи кои може да се набавуваат во време на вонредна, односно кризна состојба, не може да се потврди во целост оправданоста на итноста на дел од постапките. Па знаете, доколку тенденцијата е и да креирате и потпомагате настанување или продолжување на кризна состојба, имаме мотив зошто. Еве го мотивот. И ова не е документ кој што не е јавно достапен. Воспоставениот начин на спроведување на постапките со преговарање без објавување на оглас не овозможува еднаков третман и конкуренција помеѓу економските оператори. Имено за дел од постапките за јавни набавки спроведени со преговарање со еден економски оператор. Во извештајот се наведува дека не се преземени активности за изготвување на упатства и образци на стандардна тендерска документација и техничка спецификација со кои ќе се унифицираат правилата на спроведување на набавките кои имаат итен карактер, како и карактеристиките на стоките предмет на набавка. А да не заборавиме дека во меѓувреме имавме еден заем од 90 милиони евра. Во спецификацијата на истиот стоја кревети од по 50 до 60.000 евра, за кои што јас лично никогаш немам чуено, ниту пак можев да најдам како може износот да биде таков. А оправдување за тие средства не видовме во извештаите од Министерството за финансии, ниту пак од Министерот за финансии. После 17 пати поставено прашање, добивавме еден те ист одговор, а тоа е нема да ви одговорам. Поради наведеното и покрај тоа што во одлуките за јавни набавки се дадени образложенија дека набавките се спроведуваат со цел превенција и заштита од COVID-19, дел од набавените стоки се за потребите на редовното функционирање на институциите. При што се доделени договори, рамковни спогодби во време трајање од 1 година кои не се реализирани во целост. Дополнително, договорените органи спроведувале јавни набавки од крајна итности во периодот кога можела да биде спроведена редовна постапка за јавна набавка. Преку извршената анализа на спроведените постапки за периодот 1.10.2020 година до 28.2.2021 година утврдено дека по основ на спроведените јавни набавки поради итност доделени се договори во износ од 88 милиони денари. Во делот на планирањето на јавните набавки, како една од најзначајните фази во постапување за јавните набавки, договорните органи поради итниот карактер на набавката не ја вршеле фазата за планирање на постапките навремено и според потребите, што пак влијаело да се достават покани за преговарање до помал број на економски оператори, односно тенденциозно, без детална анализа на видот и количините на средства и опрема за заштита достапни на пазарот. Во отсуство на јавно дефинирање на карактеристиките на заштитна опрема, која треба да ја користи медицинскиот персонал во јавните здравствени установи, на пазарот се појавиле и се набавувале различни видови на опрема, за кои постои ризик дека не поседуваат карактеристики и квалитет за соодветна заштита и превенција во работните процеси кои се одвиваат за време на пандемијата. За тоа се кризните состојби. Ревизорите утврдуваат за исти или слични стоки во различни институции се постигнати различни цени, а варијациите на цени кај определени стоки достигнуваат значителни разлики и неусогласености помеѓу доделените договори за јавни набавки и тендерска документација и технички спецификации, што го отежнува следењето на реализацијата, дали фактурираните цени соодветствуваат со договорените. Всушност, кризните состојби се магла. Магла во која што никогаш нема да го најдеме крајот на клопчето. Кој од каде повлекол и кој каде завршил. Каде се државните пари? Доколку ги имаше државните пари во инвестициите во кризните состојби, немаше да бидеме на ова дереже. Доколку владата планираше за да не дојде до кризни состојби или да го ублажува ударот кој што следи, а за кој што чувме дека во континуум знае дека доаѓа како бран, немаше да имаме вакви кризни состојби, огромни суми за кои што се заемуваме, кои што ќе ги плаќаме сите ние од данокот. Всушност се работи за банкротирање на државата во која што и заемите не водат во дополнителен банкрот. А нова година ќе ја поминеме во стилот блескаме само без струја, под свеќа.
Не е донесена одлука од надлежните органи со која ќе се задолжи една институција за централизирано групно спроведување на јавни набавки за потребите на институциите во јавниот сектор. Можност предвидена во член 61 став 7 од Законот за јавни набавки. И покрај тоа што во периодот на траење на вонредната состојба се донесени уредби за интервентни набавки на маски и ракавици со кои се предвидени максимални цени и количини на овие стоки, како и една институција која треба да ги спроведе набавките, не се преземени активности за постапување по истите. Со цел системот на јавни набавки да се подготви за идните предизвици и справување на надлежните органи со слични кризи и пандемиски потреби, е надлежните институции во натамошниот период да преземат мерки во насока на заштита на здравјето на животот на граѓаните, при што е потребно дополнително да се регулира процесот на јавните набавки. Ниту едното, ниту другото. Овој извештај е јавно достапен и може било кој од граѓаните да го погледне и да види кој е мотивот за прогласување на кризни состојби и што станува за време на кризни состојби. Кој е очитот кон собранието и кој е односот на извршната власт. Впрочем, односот на извршната власт го видовте и денес тука. Ке продолжиме со извештај од Центарот за граѓански комуникации. Поделена во два дела, како прв полугодишен и втор полугодишен извештај од мониторинг на јавни набавки за заштита од COVID-19 2021 година. Нагласувам, повторно зборуваме за кризни состојби. Објавен е на 10 март 2022 година, како извештај за јавни набавки за заштита од COVID-19, изработен врз основа на длабочински мониторинг на 40 постапки за јавни набавки, стоки, услуги и работи, чии договори се склучени во првото полугодие на 2021 година. Мониторираните постапки претставуваат 38% од сите COVID-19 тендери во периодот на мониторингот, а нивната вредност е 5,7 милиони евра и е за 36% од вредноста на сите COVID тендери во анализираниот период. Мониторингот вели ги детектираше следниве клучни проблеми и ризици од корупција. И во 2021 година јавните набавки поврзани со COVID-19 изобилуваат со проблеми и со ризици од корупција, иако зад институциите цела една кризна година на искуство како што беше 2020 година. Иако набавувале исти стоки, услуги и работи, отсуствува воединечност помеѓу институциите во описите на предметите на набавка, што е случај дури и кај институциите со исти или слични потреби. Клиники, ковид центри и така натаму. Цените на набавените стоки се највисоки онаму каде што имало една понуда или останала само една понуда по исклучување на другата фаза од евалуацијата. Така, кај набавките на ракавици, онаму каде што имало конкуренција, ракавиците чинеле 2,43 денари, а во тендерите во кои е добиена само една понуда, ракавиците достигнале цена од 11,21 денар. Најчесто не постои зависност помеѓу цената и количината на набавените производи во смисла на тоа за поголема количина да се постигнуваат помали цени и обратно. Па така 5000 респираторни маски H95 се купувани по цена од 9,73 денари, а 60.000 вакви маски по цена од 41 денар. Процентните вредности на набавките често се неколкукратно повисоки од цените добиени на тендерите или од пазарните цени, што укажува на нереално планирање на набавките, кое може да биде различно доколку намерно се остава простор за склучување договори по нереално високи цени, со што ќе има и доволно пари за корупција. Да повторам, остава простор за склучување договори по нереални високи цени, со што ќе има и доволно пари за корупција. Ние почнавме да пресметуваме доволно и недоволно пари за корупција. Во ниту една од мониторираните постапки за јавна набавка не е почитувана законската обврска за детално образложение за потребата од набавката, во смисла на објаснување зошто на институцијата и се потребни конкретните квалитети и количини од предметот на набавката. И истите луѓе инволвирани во оваа кризна состојба ќе спроведуваат и втора и трета, сегата е енергетска. Во некои тендери дискриминаторскиот елемент се прикрива токму во деталните и обемни описи на предметот на набавка, иако стандардот што го наведуваат во себе секако ги вклучува сите тие карактеристики. Во 20% од тендерите имало исклучување на понуди
во кој од вкупно 93 понудувачи исклучени се вкупно 26, односно 28%. Во делот на реализацијата на договорите за јавни набавки фокусот се става на материјално-финансискиот аспект, а многу помалку на квалитетот на примените предмети на набавка. Забележани се случаи на набавки на количини кои се значително повисоки од планираните. И овој извештај е достапен и за јавноста, и за медиумите, и за пратениците. Втор полугодишен извештај од мониторинг на јавни набавки 2021 година. Објавен е 10 август 2022 година. Оти знаете, покрај ковид кризната состојба за која што имаме извештај, и за другите кризни состојби се уште немаме извештај. Предпоставувам дека резултатот ќе биде ист како и овој. Мониторингот вели ги детектираше следниве клучни проблеми и ризици од корупција. Јавните набавки поврзани со COVID-19 и во второто полугодие на 2021 година, односно и по повеќе од една година од почетокот на кризата, изобилуваат со проблеми и ризици од корупција. Проценетите вредности на набавките и понатаму се многу повисоки од цените добиени на тендерите, што може да упатува на ризикот од намерно оставање простор за склучување договори по повисока вредност, за да има доволно пари и за корупција. Кога има еден понудувач или останува еден понудувач по елиминирањето на другите понуди во фазата на евалуација, речиси без исклучок понудената цена се совпаѓа или е многу блиска до проценетата вредност на набавката, иако таа не е јавно објавена, што упатува на претходно вонзаконско договарање помеѓу институциите што набавуваат и фирмите понудувачи. Возможно, кризна состојба. И натаму има големи ризици разлики во цените за исти производи, набавени во ист временски период, што се движат и до 500%. При набавката на реагенции постои долгорочна зависност од фирмата, чиј што апарат за тестови го користи институцијата, што содржи ризик од плаќање високи цени за реагенции и можност за корупција. Постои слаба документираност на ионака нетранспарентните постапки со преговарање без објавување на оглас. Само преговарање, кризна состојба. Ангажирањето на дворешни лица и фирми за спроведување на јавните набавки носи високи ризици од судир на интереси и корупција. Како јавните набавки за COVID-19 се набавувани производи што не можат лесно да се доведат во врска со пандемијата, како на пример службено патничко возило со кожен волан, 6 звучници и металик боја. Предпоставувам дека возилото знае да лекува. Овој извештај изработен врз основа на длабински мониторинг на 40 постапки за јавни набавки на стоки, услуги и работи за заштита од COVID-19, чии договори се склучени во второто полугодие на 2021 година. Опфатените постапки представуваат 52% од сите тендери за COVID-19 во периодот на мониторинг, односно вкупно 77 тендери. Вредноста на мониторираните тендери изнесува 1,25 милиони евра, што е за 30,4% од вредноста на сите тендери. И овој извештај е достапен и за медиумите, и за јавноста, и за пратениците. Заклучокот по медиумите и она што го слушавме беше дека секоја втора фирма која учествувала во тендерите вели дека има корупција. Така се изјаснили и самите фирми. И ова е возможно заради тоа што е кризна состојба. Заради тоа што владата во кризна состојба ќе одлучува во 4 очи. Истата онаа влада која што не доведе во кризни состојби, во континуум, не планирајки, не преговарајки и не извршувајки. И сега она што го слушнавме во претходните излагања од господинот Битичи е следново. Тој пред 4 месеци даде една изјава, вели проблемот не е во парите, туку во слабиот институционален капацитет. Институциите се виновни, а институциите се државата, а државата ја води вашата влада. Прашањето е дали сите институции затајуваат во дејноста и чија е вината. Од 9 ноември до 9 декември минатата година постоеше кризна состојба во трајање од 1 месец, а потоа истата се проложи до 9 јуни 2022 година.
Само едно е различно во периодот пред тоа и по прогласување на кризната состојба. Македонскиот народ беше посиромашен за 250 милиони евра, кои поради така наречената кризна состојба ќе се испумпаат од буџетот и ќе се префрлат на сметка на АД-ЕЛЕМ, ЕСМ и АД МЕПСО, за да можат и во иднина вака неуспешно да работат на грбот на граѓаните. Со 250 милиони евра се гради цел блок во рек Битола. Или пак се гради било каков енергетски објект кој во моментов добро ќе ни дојдеше. Но за жал, СДСМ и ДУИ одбраа да го решат проблемот со недостатокот на струја од домашното производство на наједноставен начин за нив, преку испумпување на пари од буџетот. А кога тие ќе секнат, тогаш и со заеми. Имено тоа е најдобро познат метод за нив, да го грабува напатениот македонски народ и да прават хаварија во системите и институциите. Да подсетиме, партиските вработувања во МЕПСО и кожните фотели ги плаќавме ние, обичните граѓани. Камионите во рек Битола на фирми блиски до власта, кои овие 5 години вртат низ комбинатот, повторно ги плаќаме ние како граѓани во Република Македонија. Прекомерното вработување на партиски нестручни војници во рек Битола, кои не знаат ништо од енергетика, управување и одржување на електроенергетската постројка, поради кој доаѓа до дефекти на блоковите од огромни размери, исто така е на грбот на оние кои го полнат буџетот во Македонија. Да не заборавиме дека сето ова ни се случува поради криминалиите на власта во тоа време на Заев, кои наместо да одговарат за несовесното работење на енергетските компании, се наградени со пари од буџетот на Република Македонија, за истите да може да бидат ликвидни и да набавуваат струја од увоз, која во моментов е 4 пати поскапа од домашното производство. Состојбата во ЕСМ, ЕЛЕМ е уште подраматична од 3 причини. Ова се пресконференции, актуелни пресконференции или пак текстови кои што биле објавувани на сајтовите на ВМРО ДПМН. Сега, ако ова се текстови објавувани 9 ноември, 9 декември минатата година, зарем и тогаш се дигала паника и се зборувало невистини, кога сега стигаме до ова дерече. Зборуваме и за празни акумулации на хидроцентралите. Акумулациите за работа на хидроцентралите биле на ниско ниво, последно во последните месеци, кога се на минимум на вкупната резерва помалку од 10%. Ваквата состојба се манифестира уште периодот кога само прогласените шампиони во енергетика продаваат вишоци на електрична енергија, фалејќи се дека заработуваат од продажбата. Всушност, за хидроцентралите и не треба многу да се зборува, или пак за водените капацитети на државата. Оти таму требаше да има друга кризна состојба, ама не ја прогласивме. Зборувавме за чести дефекти на постројките поради што имаме помало производство на електрична енергија. Прво беше запалениот трансформатор на блок 3 во рек Битола на почетокот на ноември, а потоа неколку пати излегуваше од погон блок 1 поради пукната цевка на котел, додека блок 2 беше во ремонт. Со тоа рек Битола еден период е комплетно надвор од погон, баш во период кога цените на берзите на електрична енергија биле над 200 евра за мегават час. Само наречените шампиони во енергетика дефинитивно се шампиони, ама во негативна смисла на зборот. Со производство на енергија, рек Битола од 0 мегават шампионите во енергетика го имплементираат во цело зеленото сценарио за чиста енергија. Да, требаше да има зелено сценарио. Сите се сеќаваме на зелената енергија, од која што ќе останеме без блескање во наредниот зимски период. Ископ на јаловина и откривка за ископ на јаглен нема. Иако се работеше за добро менаџирање на комбинатот, немаше да се распишуваат тендери за набавки на јаглен, туку на депонијата ќе имаше најмалку 200.000 тони наш јаглен. После хавариите, Битола се сведе на работа со само 1 или 2 блока со половична моќност и со резерви на јаглен помалку од 2 дена за работа на Рекосломеј на рек Битола. Рекосломеј нема јаглен и работеше со мала количина на купен јаглен од надворешни компании. Состојбата на рудникот за јаглен рек Битола е очена. Во техничко-технолошка смисла рудникот рек Битола практично и да го нема. Технички, главната рударска опрема, односно багерите се во дефект и уште поплавени од дневните врнежи на дожд. Ова се случувањата кои што ви претходеа, за кои што требаше да реагирате. Практично немаш ископ на јаглен.
Немало ниту откривка на јаловина за ископ на јаглен. Дневно се носат едва и 3000 тони јаглен, во кој има повеќе земја отколку јаглен. Новата опрема и камиони кои неодамна се купуваат се неупотребливи, поради смешна причина, нема возачи, па нема кој да ги вози. Значи, идеме од проблем во проблем, што реално лесно можеле да се решат и лесно можело да се планира. И знаете, јас можам да продолжам да читам за сето она што се случуваше во претходната година-две на ова поле. Имам еден куп материјали. И предпоставувам дека ќе се сведеме на истото. Ќе се правиме експерти над експертите, базирајќи се на експертските комисии во нашите партии, што точно се случувало и како требало да се заврши. Реалноста е следнава. Се земуваме пари, тие не се за наше производство, не се за рек битола, тие се за ден до ден преживејување. Нема да има решение за енергетската криза, ќе се прогласи кризна состојба која што ќе трае само заради тендерските постапки. Извршната власт се покажа како неквалификувана да прави било какво планирање на државно ниво, никакво извршување на државно ниво. Сонот за рестартирање на држава е многу убав сон. Меѓутоа не го обмислија техничко-технолошкиот процес за како тоа да се изведе, како да се подобрат работите. Единствено што останува е да се враќаме наназад и да видиме дали во некое време било исто така лошо. Па зарем властите не се менуваат за да биде на подобро? Во ниеден случај не може да се каже дека во овој момент ќе се најде било какво решение. Да, ќе се прогласи кризна состојба на крајот на сите овие говори. Мнозинството е мнозинство, 61 е повеќе од 44 и на крајот на денот треба да се грижиме за граѓаните и за тоа што се нивните потреби. Меѓутоа не по нивниот джеп, не како резултат на комбина на грешки кои што од ден на ден само се продлабочуваат. Очигледно е дека власта не знае да се справи со овие проблеми, ниту пак знаела во претходниве 5 години. Ќе агрегираме и нови проблеми. Да не се залажуваме, не е само кризна состојба за енергетика или топлотна кризна состојба или здравствена кризна состојба, ова е кризна состојба на државата како резултат на кризна состојба на владата. Ако треба да се дојде во собранието, за пратениците помеѓу себе да изиграваат топовско месо, да се навредуваат и шутираат еден со друг, демек на политичка идеолошка позиција. Тоа нема да реши ни еден проблем. Ќе се решат проблемите кога извршната власт ќе влегува во ово собрание од страничниот влез, а пратениците од главниот, не наопаку. Кога извршната власт ќе одговара пред пратениците, кога извршната власт ќе доаѓа овдека за да образлага проблеми и закони до детал, за да нема препокување од двете страни, кои што се реално бенефитарни за граѓаните, оние истите кои што нас не бираат. Не е битно за која партија станува збор во вакви ситуации. Срамно е што извршната власт не планирала, нема да екзекутира, само ќе не дозадолжи и буквално ќе не клекне на коленици. Во меѓувреме ги жалам сите оние граѓани, сите граѓани на оваа држава, кои што треба да се размислат како ќе функционираат ингубаторите на гинекологија, кои што треба да се размислат дали ќе го собираме вешот од нашите дечиња до недела за наевтина струја да пуштиме да се пера, кои што ќе се размислуваат како да ја платат сметката, кои што ќе сметаат дека се во имагинариум според бетики, кога за 700 денари ќе купуваат млечни производи, кога платата нема да им втасува за ништо, меѓутоа инфлација нема. Немаме криза, ќе се снајдеме. Сите оние граѓани кои што слушаат, ама не го слушаат собранието, кога овдека ни викаат да, ќе дигнете рака и ќе се позајмите уште 100 милиони, ама не ви кажуваме зашто, ќе испланираме зашто. Па за тендерски постапки во 4 очи. Тоа е и нашиот данок, колеги, пратеници. И не сме топовско месо. Треба да си ја браниме државата. Баш од ваква извршна власт, која што е клептократска. Ви благодарам.